Трката за евакуација на странски и на афганистански државјани е во тек. Неизвестно е дали операциите ќе продолжат и по 31 август, рокот кога треба да заврши повлекувањето на сојузничките сили. Стотици американски војници пристигнаа на меѓународниот аеродром во Кабул за да помогнат во евакуацијата на американски и афганистански државјани. This is personal, and we're going to get them out. We've already evacuated approximately 5,000 people, and we intend to increase it. Но надвор од аеродромот евакуацијата зависи од соработката со талибанците. Има извештаи дека милитанти го спречуваат пристигнувањето во безбедната зона и на афганистанци на кои Соединетите држави имаат ветено дека ќе бидат евакуирани, но и на американски државјани. Сепак, државниот секретар за одбрана Лојд Остин вели дека американските војници остануваат фокусирани на чување само на аеродромот. I don't have the capability to go out and extend operations currently into Kabul. Соединетите држави се согласија да го завршат повлекувањето до 31 август, но тоа може да не биде доволно време за да бидат евакуирани сите кои се под ризик. Председателот Џо Бајден во обраќање до нацијата рече дека ќе направи се што може за да ги излече сите американски државјани. I cannot promise what the final outcome will be, or what it will be, that it will be without risk of loss. But as Commander-in-Chief, I can assure you that I will mobilize every resource necessary. And as an American, I offer my gratitude to the brave men and women of the U.S. Armed Forces who are carrying out this mission. They're incredible. Нема конкретно ветување дека ќе бидат евакуирани и илјадниците афганистанци кои соработуваа со американските и со сојузничките сили. Поради ова, експертите сметаат дека е неизвестно како афганистанците ќе гледаат долгорочно на Америка. Тоа ќе зависи од тоа што следно ќе се случи. I think that the past week and the past several days have been incredibly damaging. I think that the trust has eroded between us in very serious ways. And one of the things that we must immediately do is cut the red tape around accepting Afghan refugees. Но брзиот колапс на американската мисија во Афганистан најверојатно ќе го натера Вашингтон да размисли два пати пред повторно да испрати војници во странство. The legacy of the past 20 years will be a United States that is much, much, much more reluctant to engage in military-led nation-building exercises anywhere around the world. Експертите гледаат краткотрено намалување на американската кредибилност откако трупите ќе го напуштат Афганистан, но додаваат дека е премногу рано да се знае дали ќе има подолготрајна штета за клучните сојузи на САД. Војната во Афганистан, предводена од Соединетите држави, започна по терористичките напади на 11 септември. Тогаш странските сили им помогнаа на афганистанските сојузници да ги протераат талибанците. Сега, 20 години подоцна, интервенцијата завршува со повторно враќање на талибанците на власт. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.